30 септември 2018. Гласачките кутии се тазе затворени. Хотелот Александар Палас е упориште на тимот за Европска Македонија. Дел од членството и малата армија новинари се во исчекување премиерот Зоран Заев со јавноста да ги сподели првичните впечатоци. Секој на свој начин бара дополнителен извор на информација плюс. Се отвора интернет, се вртат телефони, гласно се споделуваат пораки. По првото појавување на премиерот, во кое порача дека одлуките во демократијата се носат со гласање, партиското раководство се повлече, па ретки беа оние што излегува во пресрет на домашните новинари. Да почекаме резултатите. Барем мене не ми изненади бројката на луѓе кои гласа. Прво имаме над 600.000 луѓе кои се иселени од земјава само во изминативе 14 години по податоци на Светска банка. Значи ние имаме 1.800.000 гласачи на хартија. Најверојатно според некои груби проценки околу 400.000 луѓе се на списоци, а не се физички присутни во Македонија. И втората причина е организираниот бојкот, директен, отворен бојкот на главната опозициона партија, чие традиционално гласачко тело тежи веројатно некаде околу 300.000 гласови и јас мислам дека со мали исклучоци скоро сите го почитуваат тој бојкот. Но ќе ги одземете овие два фактора, две варијабли, мислам дека е јасно дека станува збор за исклучително добар резултат, независно што легалниот праг 50+1 не е достигнат. И ако се потврдат очекувањата кои ги имаме сите ние дека во кампот за има 6, 7, 8 пати повеќе, грубо кажано, во однос на оние кои гласале против референдумското прашање, мислам дека е јасна волјата на граѓаните. Додека членството го чекаше финалното обраќање на Заев, новинарите работеа во полна пареа. Голем број колеги беа од странство, а очекувано доминираа оние од Грција. Like surprise this result. Most of people expect to yes win, but we expect many more participation in this referendum. In Greece, we were expecting that the people would say yes. Of course, there were doubts about the participation to this referendum, which is actually the key. Throughout Europe, I think there was a little bit of concern about what is going to happen here because we have seen in the last period foreign officials parading in Skopje, like the General Secretary of NATO, Angela Merkel. I think they came here to state, to declare how important it is for Europe, this referendum. И повторно се појави Заев. Овој пат да соопшти победа и да порача дека таа треба да биде потврдена во собранието. Во спротивно, најави нова предвремена парламентарна одисеја. Иако му скандираа, присутните не сакаа своето мислење да го кажат и пред камера. За референдумот, ваше мислење? Ваше мислење за референдумот? Краток коментар за референдумот? Дали горчлив вкус им остави на исполнетиот цензус или предстојните собраниски игри, знаат само тие.